Добре дојдовте во моето ново видео. Денес ќе снимаме загаденоста и патоите во Генемале, во трудот и сегде низ битолот ќе прошетаме за да видите за што точно станав збор и мислам ваше мислење дали ова некој ќе се исчисти, ќе види, ќе личи на дел на нешто или ќе биде депонија тешка и патоите и колите ќе ги искршиме. Тука може да видите што немав да детишта кај што пијат. Е ужас. Овде добро имате скосено нешто. Значи тука веќе еве го. Ѓубрина на сегде, џабе викате кога ќе се чисти, уствари ништо нема и овде најлошото што овде веќе ете како патот од тука. Може видите тука веќе земја и е ужас. Овде имате скосено нешто, овде ова се пред веќе 5 години може и поќе. Мајта по настрана, не знам колку се прави, ама знам дека се довлеко ќе личи на ништо. Еве тука во одзади кај трудо, зидовите цели шкртани, камења овде голо паднат пред 10 години и поќе може така стои. Ѓубралника еве доварно ги чистија, ама ова депонијата тука ќе си стоја што најлошо, тука има деца што учат, реално јас учев 8 години тука, ама ова веќе претеризе мајва што му заработа добро, ама со ова што ќе правиме? Видете на шо личи. Калов децата не знам како одат, жал ми е што од на школа. И она отвора што одат одзади веќе ужас. Ова не знам како нема паднато. Нема коментар. Сега сакам да одам и до кај градинката да видите, ќе снимаме пато, на шо личи пато и кај труда што има веќе секој ден раздвиженост и има секакви луѓе што поминуват, а не знам тешко нив, тешко и нас за соколите, пошто нема дупка кај што не можеш да ја избегнеш, пошто не сите дупки тие се амбари. Сега ќе видите. Одзаде кај градинката видете што се случи. Ова треба да се искосам, изгледа чакат да дојде во година. Ужас, немам коментар. Сега одиме, се почнам да се снимам, лавава. Одиме се до кај градинката, кај градинката пред кај што се најде кај Генемале. Ќе ви кажам за што поточно ќе се снима тука, што сакам да ви снимам и да ви докажам дека е ужас. Имаме една дупка, втора дупка, трета, пола крпена, пола накрпено. Еве ви дупка, видите на шо личи, дали овој пат да објаснете. Овде е градинка и ги носат децата и шо впечаток има. Видите тука. Ова е напред кај што се изгледа бела гонка. Видите овде шо. Ужас. Ова немам коментар. Пола крпено, пола не, сега ќе видите амбарите овде тешко на луѓето што живеат и колите што стават. Пола коли се на механичари, пошто нормално толку дупки не може кола да не се расипе. Уште една, уште една, не знам дали ги остават, дали ко крпе или ќорибе или не ги се крпија. Видете самите. Ужас, видете на шо личи ова, до кога ќе тера вака. Еве тука, еве ги. Запамтете, гледате, има дупка кај што е влезот на градинката. А дали ова нормално? Видете. Ова е катастрофа, ова е смртта овде да поминиш со колата. Јајте овде лево. Ова не знам така за украс, овде има згради. Овде со колата никој не знам дека ќе влезе, овде приличи. Освен некој трактор. Овде чистиле нешто, дал го светнале. Пола лочки овде испапанае, што иде за бетонки. Еве, ужас. Кајте, а ова е само дел, а сега одиме кај трудот. Да видите таму што се случува. Очекувајте не трагедија, не знам како да го опишам ова. Самите ќе видите на шо личи ова. И дали ова упошто се остава вака. И овде депонија исто. Требиште овде имаше порано продавница, овде имаше кафанче, таму имаше WC, а сега на ништо не личи. Гледайте. Овде пола паркинг има. Ето на шо личи. Ужас, видете. Кој сака си паркира, кај сака си паркира, иначе да го многи се ставам колата овде. Кај се наѓаме, кај тука да видите. Овде точно знам дека имаше продавница, сега ништо, сега има камења калои, требишта, кој знат кога. Ето става на камења, не знам од кај се најде тука за тротар, ни тротар веќе нема. Ама баш на клупи направиле, овде змјарникот е ужас и вака ќе стои. Оно парк нека клад цемент, нека бележат линии за паркирање, парно така. И сега најтрагично. Видете ова. А видете ова, пола си имам направено.
клав камења, за да личи нешто изгледа попарак се направи. И кажете ми вие како да се вози овде скапа кола, не мора ни скапа и старата кола, кој има сегде насакаде дупки и ова веќе стварно ќе мислев дали да го снимам ова порано, но задоснив и се надам дека нешто ќе се смени тука, пошто улицата повеќе луѓе се жалат, ама не знаат како да се изјаснат, не знаат на кој да се обратат или знаат, али нема фајда од никој, затоа сакав јас да видам дали може јас нешто да помогнам, пошто ќе гледам ова на социјалните мрежи, на Инстаграм, на TikTok, на Facebook, за да има нешто надеж за ова, што го снимаме си за народот. Едната дупка, дајде точно, за да знаете за каде точно се наоѓа. Чекај друга. Еве една, еве поголемата, овде е ужас. И еве точно кај се наоѓа ова место. За да знаете ако го средвате пат. Еве, овде пола крпено, пола не е крпено. Ужас. Исто тоа трудо. Значи ужас овде. Еве. Добра е тротоара, нема врска, ама ова веќе на ништо не личи, видете. Шо нема? Шо нема, видете ова? Пола е спањар цепено 100 години стар. Ете, може да ви такне, сигурно знаете улицата. Кај се наоѓа ова. Видете и овде е катастрофа, значи не знам што прави, бетон циментирано тука, не е направен пат овде крпеници, дали цивки пуштале, било што не знам што. Ете тука секако е. Кој е разликата? Направен пат, не направен пат, ете овде, пукнати ми овде сигурно ќе дупка. Овде веќе почна крпена плочка, ништо плавано. Еве, овде се почна, ова улица кај што живееме е ужас. Ужас. Толку до видео, ако ви се допадна видео, ако сакате вакви нови видеа, да не забравете ставите лайк и субскрайб, а ние се гледаме во наредното видео, мислам дека ќе ви се допадне, ќе се крени народа за вакви работи, ситници што треба да се попълни, дали било дупки, дали било да се искоси, да се посади, треба да се циментира, да се обележи како паркинг, пошто реално паќето станари тука што живеат, секако јас ги оставам тука колите, ама на ништо не личи, секако и овде човека што става, ово мислам дека ни на П немаат паркинг, на ништо не личи, али затоа го правам ово, го снимам и се надевам дека некој ќе го види ова видео и ќе го санира ова, секако и најболното ми е ова мене дупките, пошто секој ден поминам тука со колата, дали јас и било кој друг, и жално е да не се среди ова, реално нема ни еден сат работа, може само циментот да се тури, да се суши ден-два и да се покрија. Затоа го правам ова видео, секако нема само тука дупки, има низ други градови дупки, секако другите луѓе се жалат и наравно мислам дека време е да се почне нешто да се прави и се надам дека еден ден ќе се среди ова. А ние се гледаме на наредното видео и сакам ваше мислење. Лайк, субскрайб и коментирајте. Се гледаме.